Дечки, добродовте повторно во ново видео и денес рангираме најдобри македонски јутубери. Драма у најави, значи се скарувам со цела YouTube сцена, не снимам више со никого. Сам ќе се снимам туку студиово и артистите ме оставија, сега јутуберите ќе ме остават. Пред да започнеме со видео, сакам да кажам дека нема никаков хейт, ова е лично мое мислење, кој што како снима и колку ми се допаѓа на некој јутубер конкретно неговиот контент. На некој може да му се свиѓа на пример повише Томкес, на некој Стефанатор, на некој Јордановски, на некој може ја да не му се свиѓам, па на некој да му се свиѓам. Итн, да не го тапшам многу. Ставете лајкче на видео, ставете subscribe и се враќаме повторно со уште појаки видеа, значи малце одмаравме, собиравме енергија, јадевме витамини, пиевме мандарини, све ово она се наљокавме и сега идеме јако. Јас одбрав некои јутубери, ставив стори на Инстаграм и пишав според вас кои се најдобри македонски јутубери. Вие пишавте што пишавте, углавном ќе видите и според моите одлуки и ќе кажам на крај што сте пишале и вие на Инстаграм, али јас одвоив некои од јутуберите, пишете у коментар некого ако сум заборел, значи стварно е пратев, гледав некој што константно снима или што е активен, што е упорен, без разлика на бројката на сабскрајбери. Поделени се на 5 оцени, 3 точки, значи брат, нешто треба да промениш. Може боле, тоа е двојка. Значи, црвеното, како што може видите. Добри, тоа што го лупам мајкот. Имаме добри кај што реално има потенцијал, знаат нека да кикснат, знаат нека да извадат многу јако видео. Имаме honorable mentions или четворка, што реално се топ тир класа, ама нешто ми фали, барем мене. Значи, сите што ќе бидат honorable mentions, мислам нека се на топ класа на јутубери, само нешто ми двои за разлика од првите кои што имаат Зеза Awards, значи Зеза Awards да се за јутуберите, како што прави Лазаров за артистите, јас сега ќе направам и за јутуберите. Да почнеме, прв кој ми е на листата ми е Ставре. Ставре нема избацено сигурно преку 3-4 месеци некој видео. Инаку реално фати прошло лето јаки видеа избаци, али едино ми е оставил мене у памет со драмата со Лазаров што беше пред 6-7 неколку години, не ми текнува колку беше. Ставре според активност и според све би му дал може боле, значи реално братот има многу потенцијал, само што мислам нека не се замара моментално со снимањето и си има некои други работи што се ги брка у животот и реално респект и поздрав за Ставре ако гледа. Нареде ми е Вања Лайф. Скоро па слична ситуација како Ставре. Мада Вања сега се врати избаци неколку видеа. Реално единствената грешка ќе Вања според мене. Сега за разлика од Ставре, на Вања мислам дека му е испратено скоро секое видео му го имам изгледано. Едината грешка кај Вања е што не го искористи хајпот кој го имаше со боксинг мечот у Македонија пред 2 години мислам дека беше. Тогаш беше она баш у жустрото влезен, мада Вања ко Вања сигурно ќе му текне нешто креативно да избаци и да се врати у шема ако го има тоа у план. За Вања ја би му дал добар. Така да Вања брат хасла јако. Нареден ми е Велјан. Кој не го знае Велјан има 17 години, исто снима веќе подолг период и сега со Велјан ви спремаме многу јак челендж меѓу мене и него што ќе искочи нареден месец. Велјан го има, па го нема, па снима, па не снима, па снима анкети, па ќе работи нешто друго. На сите страни ми е некако Велјан. Сега се врати со снимање активно и се надевам дека ќе продолжи од тој правец. Јас ќе го мотивирам Велјан и ќе му дадам оценка од добри. Пак, иако ги ставам у иста бранша, не ќе никој од јутуберите да ме свати погрешно. Зашто да не ме свати погрешно? Зашто некој снима подолг период, некој не снима, некој снима кратко, итн. Пак кажав, моја лична проценка е да боли курот вас, реално. Нареден ми е Томкес. Томи Начовски Томкес, кој што си направи хајп со Соколов, респект за тоа, си ќари 1000 сабскрајбери. Тоа е тој момент што го кажав и ке Вања, што треба да се искористи некој јутубер приликата која ќе му се даде. Значи имаше шанса да се сними со Соколов, си го искористи хајпот, се враќа, се надевам, значи што ми е поентата сите други јутубери што се налистава, сакам да се вадат континуирано видеа и да си држи сцената некој стандард како што се држи овој период кога почнавме, мислам, сите активно да снимаме. Томи ако продолжи брат у овој правец, Томи ќе му дадеме honorable mentions или ти блиску до Зеза Awards. Ако почне да хаста, значи неговиот ден ако му е денот мим. Ако му е денот на Томи знае да биде најинтересниот јутубер у Македонија. Ама ако не му е денот брат, нема да гледате добро видео. No hate Томи. Нареден ми е Стефанатор. Едини што е од она OG JTMKD сцена останат што снима активно, барем колку јас што знам. Други мислам дека никој не снима веќе. Пише тако грешам, значи реално долги години на сцената, многу големо искуство, многу голема почит кон него. Сврте некоја бранша на радиште видео тоа што го правеше претходно, мада тоа се иде и со годините. Не му личи на пример на некого што има 27-8, не знам колку има Стефанатор, мислам дека има толку. Да се однесува како да има
17, ме разбирате. Многу добар серијал беше тоа со 90 секунди, сега почна и со полиграф со Кока-кола, зашто им дава фри реклама на Кока-кола. За Кока-кола, дечки, пита фантот ке хец мим. Значи, Стефанатор, што оценка би му дал јас на него? Јас би му дал honorable mention. Зашто? Зашто искрено јас периодов, освен полиграф сега двете епизоди што беа, претходните видеа многу минимално имам изгледано. Респект. Доста бе со мајкот, гудира мајкот. Нареден ми е Ридван Мемедов или ти Ритко мадафака. Ајде сите у коментар да ми го држиш во рака, браво, не зајбавте, ајде, браво. Ритко или Ридван Мемедов, што не знам више кај снима, кај да упалам, само он ми искача и на TikTok, и на Instagram, и на YouTube, и на Kik. Реално, тоа што го прави за добри пари, си го имам новчано тоа, дали е тоа исправна приказна, би се надоврзал после тоа со другите двајца колеги што... Колеги, знаеш, они се прва смена, па јас сум втора смена. Другите двајца колеги што дадоа реакција на тоа видео, јас ке се надоврзам малку сега и на тоа. Значи, реално респект до Ритко што си го обезбеди животот за понатаму, за неговите идни генерации, за децата и за се. Дали е тоа правилно, исправно, според мене што го прави тој контент не е исправно. Дали е интересно, е преинтересно. No hate кон сите други јутубери, али јас би му дал на Ритко Кец или ти Кец. Број 1 дека тоа сакам да кажам. Кец, Хец дојди во ГГ. Зеза Ворц би му дал на Ритко, зашто е реално најдобар, најконзистентен и најинтересен. Мада веќе периодот почнува да се повторува и он, али мислам дека е на некој многу повисоко ниво од другиве тука што се на листава, според мене. Нареден ми е Попович, Никола Попович, мојот многу добар пријател, респект за Попович. Значи, на сторито што го ставив, највише гласови имавме јас, пошто е мојот профил, многу нормално. Пишете вие оценка, кај би ме ставиле, пишете вие оценка, мим. Пишете вие у коментар како би ме оцениле мене, у која листа би ме ставиле од овие. Значи, до ова сега све што имам снимано. Значи, на сторито што го ставив, највише гласови имаше Ритко, јас, пошто беше нели мојот Instagram профил, многу нормално дека ќе имам највише гласови. Попович имаше многу гласови, Томи и Хец Јордановски сите има по 1, 2, 3 гласа и Лазаров ист. Попович реално направи бум, значи за многу брзо време. Дали му ги имам сите видеа гледано? Не. Дали ми е интересен контентот? Интересен ми е. Пак и он више почиња да шантра од една сфера од друга сфера, ама тоа е пошто се повторуваат многу идеи се вртат округ меѓу сите јутубери и пак треба на крајот на денот да искочиш и да бидеш нели интересен. Очекувам дека ќе стигне до 10k сабскрајбери летово. Да ме вете утетова, ајде тоа. Томке го очекувам коментари со саатот да пише у која минута е све тоа. Попович, јас би му дал honorable mentions. Значи, ако продолжи со ова темпо, здравје наредна година ќе застане до овој господинов дека. Нареден ми е Марио Арангеловски. Исто ексо на YouTube Македонија сцена, мада он се снимаше посебно. Сега е класичен, многу лошо звучи, класичен подкастер, значи се снима подкасти. Дали ги имам гледано подкастите? Не, освен тој со Кейт Бела, што беше тоа, беше стварно комедија со Кейт Бела и со Биба. Дали ги гледам сите рилови кои ќе ми искочат? Да, значи претежно пратам што снима, ама денешно време многу е тешко да се снима подкаст и да бидеш интересен и конзистентен и да имаш интересни гости, пошто е веќе мислам дека видена работа. Старите видеа од претходно реално многу му ги респектирам и му ги имам гледано, така да Марио Арангеловски ќе си добие у оценка добри. Нареден ми е Мандар. Едини јутубер од сите овие што снимаат, што се вклучени во видео, што ја му си имам упалено на лайф и гледам често да се упалам и да го гледам. Реално кажува многу интересни факти, доста паметно за младиве генерации, за разлика од некои други јутубери. If you know, you know. За разлика од некои други јутубери. Со некои мислења се слагам со Мандар, со некои не баш, али у принцип конзистентен е, вади видеа често, лајва често, така да Мандар ми е на ниво со Стефанатор Попович и Томкес. Блиску ми е до Зеза Ворц, али пак нешто е што двои за разлика од другите што ќе бидат од Зеза Ворц. Нареден ми е Стефан Лазаров. Значи си постави стандарди на како треба да изгледаат видеа во Македонија, јутуберски видеа. Исто пак сега класичен подкастер, дали му ги гледам видеата сега? Не, дали сум ги гледал како помал? Да, сум чекал секој ден да искочи видео после школа да дремам и да го гледам тоа видео наместо да учам, многу нормално. Као што и вие треба да го направите истото за ова видео, да ставите лайк, да ставите subscribe.
За Лазаров, многу добра приказна е ова сега што го прави со куќата и реално ми се допаѓа што помага, каде што има можност, има се у своји раце да се искористи и да помогне да направи нешто здраво, мислам нешто здраво. Некоја здрава приказна да направи, као што правеше и претходно со, како се викаше, дечкото, пишете у коментар, дечкото што му помогна за полагање работа, што му најде сега бргу што снима, небитно. Број 1 е, ама му фали нешто и мислам нека за брзо време ќе, ако не промени нешто, би го трнал од топ листата моментално. Значи него и Ритко би ги ставил еден до друг, чак што више би го ставил и Лазаров пред Ритко моментално, мада се во таа бранша. После ќе ги наредам според мислење од најдобар кон најлош. Вака сега ги редиме само под листата. Нареден ми е Дамјан Јордановски. Реално е исто на почеток као мене, мада он каналот го има веќе година дена, ама конзистентност има мислам нека исто време како јас и Попович и мислам ние тројца сме тие што снимаме активно периодов, а сме нови јутубери. Мислење за Дамјан и неговиот контент. Единствено видео што сум гледал целосно е Маврово влогот и роденденскиот влог што му беше сега. Дали е конзистентен? Не е толку конзистентен, значи истиот проблем го има со лайвовите и лично си направивме ја и он муабет. Има многу добар потенцијал да се искористи права прилика кога ќе му дојде, сега е некоја драма со Кейт Бела, не знам колку пратите ситуација, идете ке него на канал, ќе си видите што се исподешава, што се исподеси поточно. Што оценка би му дал јас на Дамјан би му дал, значи квалитетен материјал вади, али ми е во добри, не ми е нешто над Попович, се надам дека Дамјан нема да се налути, али пак ќе кажам има потенцијал да напредува доста, исто како и мене и како сите други што се на почеток. Нареден ми е Хец дојде во ге, Хец Хадис, мојот многу драг пријател. Значи Хец, иако е од Струга, што е помал град, значи без разлика, си извади многу добри бројки, исто конзистентен е, вади рилови, вади видеа лајва често, има смешни видеа, некад знае и да избетонира нешто, али генерално приватно се знаеме многу добро, многу интересен лик, многу позитивен и едва чекам пак нешто да направиме како тоа што беше со кумата, да снимеме можда и некое видео здравје кога ќе дојдам ке него летово. Јас би му дал, искрено би го ставил овдека. Мене ми е многу позитивен, многу интересен човек, баш она кога ќе се видиме, стварно ми е кеф да си седнам со него и да збориме нешто без врска, не поврзано мове да правиме. Респект за Хец. Нареден ми е Генчов. Генч има проблем каде што си снима влогове најчесто, сега велјан периодов го убеди да почне да снима анкети и да промени нешто и да биде поинтересен. Реално сите можности ги има и сите предиспозиции да снима и да биде активен и да се труди да вади добар контент, но не го користи тоа поради некои X негови причини каде што јас не сакам да му навлагам у приватноста. Приватно многу го почитувам, многу ми е близок, знае дека сум увек тука за него, знам дека нема да се налути, али јас би го оценил може боле заедно со Ставре доле. И за крај ми останува Блеро. Блеро е тетовски јутубер, не знам колку го пратите. Значи пак имаше и она топ тиер македонски јутубери, имаше и некои што се помали, ама се активни и вадат добар контент. Блеро би му го дал и на Блеро. Блеро мислам дека е у слична ситуација како кого би го споредил ја од листа, немам ни со кого да го споредам. Значи вади контент континуирано, али квалитетот на видеата може многу подобар да му биде. И однос на општиот квалитет на видеата и на дешавките, no hate кон Блеро, али ако сакаш да се потрудиш да ти успеува, треба и да вложиш у него. Има потенцијал и ке него, значи сите овие имаат потенцијал да променат нешто и да направат подобар контент. Така да јас би го ставил тука. И тоа е тоа, оваа слика не ја гледате, знаете сите. Сега да видиме јас како би ги подредил како финал. Ставре ќе го ставам скроз на крај, пошто не е активен. Ставре, Блеро, Генчов, тоа е може боле категоријата, никој не стев тука, зашто реално секој што снима континуирано и што се труди да вади видеа, може увек боле. Така да, се надам дека нема да се налутите, ја да се налутите. Ме боли курот, брат. Вака, овие тука што се добри, би ги подредил вака. Ова е многу, ова мислам дека најтешката листа да се подреди. Би го ставил Јордановски втор. Ај вака. Јордановски би го ставил прв, втор би го ставил Вања, трет би го ставил Велјан и четврти би го ставил Марио, пошто
пак е подкаст. Не сум многу фан на подкастите. Ова што беше Лазаров, Селор Мекич сега пред некој ден подкастот, тој ми е прв подкаст што го имам отворено, барем нешто ситно да гледам од него, у бог знае колку време. Во Honorable Mentions категоријата, како би ги подредил овие батковци, вака би ги подредил. Би го ставил Стефанатор, прв, би го ставил Попович, би го ставил Мандар и би го ставил Томи на крај. Значи, ова е континуирано вадење видео, колку се интереси селф купен печаток ми е овој за овие три листи и за крај овдека горе јас не би чачкал ништо, би ги оставил Лазаров, Ритко, Пакец. Тоа би било тоа, пишете ваше мислење у коментар, кој според вас е најдобар македонски јутубер, дали јас некаде сгрешив во листава според вас, пак ќе кажам, ова е лично мислење. Ставете лайк, ставете сабскрајб, близко сме до 1300 сабскрајбери и дечки се гледаме у наредно видео. Ајде, чао!